Апсењето на поранешниот градоначалник на општина Карпош Стефан Богоев точно на денот на пристигнувањето на Антонио Кошта е само доказ за партизираното суство, изнесоа денеска од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. ВМРО ДПМН пак од друга страна сметаат дека аферите, скандалите и криминалот и апсењето на Богоев се всушност вистинското лице на социјалдемократите. На денот кога председателот на Европскиот совет Антонио Кошта пристигна во Македонија, кој го потврди она што го говори СДСМ и порача дека без внесување на малцинствата во уставот нема поместување од мртва точка. Токму тогаш предмет за Стефан Богоев. Дали има некој што верува во ова партизирано судство и обвинителство после нарачките на Мицкоски преку собраниската говорница, на телевизија и на крај директно преку телефон? Дали има некој што може да каже дека ова е вистински или сепак станува збор за монтиран случај во денот кога Мицкоски добива критики, кога сите негови лаги пред граѓаните се на виделина? Стои во соопштението на Социјалдемократскиот сојуз. Поранешниот подпредседател на СДС и поранешен директор на Царина, како и поранешен градоначалник на Карпош Стефан Богоев, е уапсен поради сомнение за местење на тендери за надворешно одржување хигиена на гранични премини и терминали. На сајтот на јавни набавки се гледаат неколку тендери за оваа намена на кои подпис ставил Богоев. Повеќето ги добиле јавни предпријатија, а два тендери кои ги добила питолска фирма се со највисока вредност и во износ од околу 350.000 евра. Поранешниот председател на СДММ и дете израснато од Зоран Заев, според обвиненијата наместил тендери заедно со уште едно лице, Александар Спирковски, викан Джемо од Прилеп.